Прекин на преговорите за името побараа неколку илјади граѓани кои денеска излегоа на протест на плоштадот Македонија во Скопје. Организаторите од движењето Нашето име е наше право велат дека се незадоволни од политиките што ги загрозуваат националните интереси на македонскиот народ. Граѓаните што беа излезени на протестот велат дека не сакаат влез во НАТО и во Европската Унија ако треба да се менува името. Не протестираме, туку само си обраниме името. Значи, ние сме за не промена на името. Само тоа. Значи, никој не го дал, никој не го создал. Значи, тоа име е вечно македонско и треба да остане како што е. Нашето име ние никој пат не го даваме. Една Македонија и за секогаш ќе остане Македонија. Не си ја даваме, нашата света земја. Македонија е големо име, си го носиме во срцето. Си ја сакаме Македонија, ние сме македонци. А сакаме Македонија, не ја даваме ако треба до смрт. Што ни е НАТО ако немаме име ние. Ние безименка сте тогаш. Джаве ЕУ и НАТО ако сме со друго име. Тоа сме нова држава, веќе нашата Македонија ја нема. Никаква промена на македонското име и за слобода на патриотите од 27. Значи на ниедно прашање што беше ветено во нивната програма не е исполнето, а пред све поради името наше македонско. Организаторите велат дека на протестот излегле многу луѓе и покрај многобројните партиски обструкции и од власта и од опозицијата. Дел од присутните бараат и ослободување на притворените за насилствата во собранието на 27 април. Носеа транспаренти со ликовите на Горан Ангелов и на Илија Славески, членови на Сдруженијето Андон Јанев Лазов Ќосето кои се во притвор поради насилствата од 27 април. Ниту ЕУ, ниту НАТО се волшебен портал за пребег во друга димензија. Ниту нашето име, идентитет, јазик, црква, историја, традиција, култура и национален интерес се предмет на залог. Од нас се бара нешто што никому никогаш не му се случило. Да ја видиме смртта на својот народ во текот на нашиот живот. Освен во Скопје, протести против промена на името се одржуваат во уште 14 градови во диаспората. Демонстрантите во Скопје преку видеобимови можеа да ги следат и протестите во другите градови во Европа, Америка, Австралија и во Нов Зеланд. По завршувањето на говорите, присутните почнаа да се разодидуваат, а дел од насобраните се забавуваа на културно-уметничката програма.